Добар ден сите, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Република Северна Македонија одбележа една година од членството во најмоќниот безбедносен сојуз НАТО. Нашата држава е дел од војно-политички најмоќното семејство на развиени демократии и денес дава придонес за светскиот мир и безбедност. Владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, начело со Зоран Заев, уште на почетокот од преземањето на власта, јасно го трасираше патот кој водеше до членство во НАТО и интеграција во Европската Унија. Со членството во НАТО остваривме една од двете стратешки цели поставени уште од денот на независноста. Но, на ова достигнување единствено Христијан Мицкоски не се израдува. Тој не смогна сили ниту да го честита приемот на државата во НАТО алијансата. Мицкоски не ја честиташе ниту првата годишнина од членството во НАТО, со што докажа дека е политичар кој е на спротивната страна од државните и национални интереси. Почитувани, членството во НАТО е најголемото достигнување во нашата историја како независна држава. Тоа значи најсилна гаранција за заштита на територијалниот интегритет и на суверенитетот на државата. Нема веќе закана по нашата сигурност и безбедност. Сега, токму ние сме тие кои учествуваат во креирањето на политиките, во дискусиите за актуелни прашања и заедно носиме одлуки со другите сојузници во НАТО. Денес, како 30-та земја членка во НАТО, Република Северна Македонија стои рамо до рамо со најголемите, најпросперитетните земји. Активно учествуваме во мисиите на НАТО, кои се насочени кон зачување на мирот и стабилноста, но и кон развојот на локални капацитети и институции за одржување на мир, безбедност и стабилен демократски развој. Почитувани граѓани, членството во НАТО е исполнување на сонот на многу генерации и признание за демократските вредности поддржани од нашите граѓани. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, како одговорна државотворна партија, поддржува кон остварување и на втората стратешка цел – членство во Европската Унија. Благодарам.